Исхраната е од големо значење за правилниот развој на децата, особено во првите години од животот кога се стекнуваат основните навики, но за жал употребата на здрава храна во денешно време е се поретка кај децата. Нутриционистите велат дека едукацијата за здрава храна е од големо значење за децата да знаат што е здрава, а што нездрава храна. Во рамките на предновогодишните активности на Основното училиште Ацо Шопов во општина Бутел, денеска се одржа работилница за здрава храна, која беше поддржана и од градоначалникот Велимир Смилевски. Како што истакна Смилевски, општина Бутел секогаш ќе ги поддржува ваквите активности кои ги едуцираат децата што е здраво и како да се стекнат со здрави навики. Се надевам дека ова ќе ни биде една прва и основна можност за во наредниот период да продолжиме со вакви активности, каде што ќе разговараме со децата за да може да се хранат на добар начин. Благодарност до Средното готварско училиште и до ресторанот Журнал, кој што помогна за денешниот настан да биде направен на начин на кој што треба да биде. Директорката на училиштето истакна дека како училиште се обидуваат децата да јадат здрава храна, почнувајќи од најмалите па до повисоките оделенија. Пред новогодишните празници знаеме и за време на празниците дека се конзумираат други видови на храна кои што се нездрави, меѓутоа потешки за варење и така натака, меѓутоа во периодот кога децата растат и најмногу се усмеруваат да бираат храна која што лесно се јаде, брзо се јаде, затоа што веројатно немаат трпение да седнат еден тањир супа да изедат, или пак некоја храна им изгледа која што е невкусна и така натака. Меѓутоа, подготовката денеска на здравава храна, која што е во изобилие, можеме да видиме, значи дека во дегустацијата понатака ќе им предизвикаме интерес кај децата и во домашни услови да го прават, да јадат здрава храна, да го прават тоа. Нутриционистката Надица Илиевска истакна дека понекогаш децата се збунети од тоа што треба да јадат. Ваквите организирани денови каде се зборува за здравата храна треба да ги има почесто, бидејќи секогаш има место каде детето може да прифати храна која дотогаш не сакало да ја јаде. Илиевска додаде дека децата во денешно време воопшто не конзумираат здрава храна. Децата на вистина не конзумираат здрава храна, имаме многу лоши податоци. Секое пето дете не е со наднормна телесна тежина, слаби со здравието, нарушен имунитет. Меѓутоа, токму затоа велам дека се лежи во едукацијата. Децата некако интуитивно, кога ќе им се објасни што е добро за нив, тоа и го прифаќаат. Само мислам дека треба на вистина повеќе да се потрудиме, и како родители, и како општествена заедница, и како стручни лица, да им покажеме на децата што всушност треба да јадат. Покрај активностите за здравата храна, денеска во училиштето беше одбележена и 95 годишнината од раѓањето на поетот и патрон на училиштето Ацо Шопов. Како што не информираше наставничката по македонски јазик Весна Додевска, децата имаа можност да се запознаат повеќе со животот и делото на Ацо Шопов од неговата сопруга и неговата ќерка, како и со литературно читање од страна на учениците. Бидејќи поетскиот јазик е космополитски и ги поврзува и облагородува луѓето, по тој повод во нашето училиште имавме ексклузивна можност да присуствуваат сопругата на Ацо Шопов, Светлана Шопова, и неговата ќерка Јасмина Шопова. Учениците се представија со творби на Ацо Шопов, но воедно имавме и можност да ги слушнеме господја Светлана Шопова и Јасмина, кои ни го доближија и доловија ликот на Ацо Шопов како татко и сопруг, што беше особено интересно за учениците, и да поразговараме поопширно за неговата поезија. Директорката на училиштето најави дека активностите продолжуваат и во текот на утрешниот ден со новогодишен хепенинг.